Револтот на граѓаните е оправдан. Премиерот Христијан Мицкоски го поддржа протестот по трагедијата во која животот го загуби 22-годишната Фросина Кулакова. Вели згрозан е од некрофилските политичари кои решиле оваа трагедија да ја користат за собирање политички поени. Мицкоски потенцираше дека се преземаат сериозни чекори со цел вакви случувања повеќе да нема. Во овој сегмент очекува од помош да биде и системот Безбеден град, кој би требало оваа година да почне да функционира. За жал, прерано згасна еден млад живот поради еден ваков дивјак кој што се однесувал дивјачки на улиците во главниот град, но за мене понеодговорно е однесувањето на поедени политичари со некрофилска политика кои што се обидуваат на ваков начин преку пораки кои што згрузуваат да привлечат политичко внимание и да добијат политички поен. Ова е граѓански протест и оправдан протест и го поддржувам и во таа насока размислувам како премиер и како председател на владата. Револтот на граѓаните го разбере и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Вели јавноста со право прашува како е можно лице со криминално досие, без возачка дозвола, со голем број на претходни прекршувања на сообраќајните правила, повторно да биде зад воланот. Според него, ова не се само дилеми за дискусија, туку реален и сериозен проблем што бара конкретни и неодложни решенија. Како министер за внатрешни работи, но пред се како човек и како татко, не можеме да не ја споделам вознемиреност и револтот што деновиве го чувствуваме сите. Фросина Кулакова, млада девојка со светла иднина, повеќе ја нема, затоа што нејзиниот живот беше одземен од некој што никогаш не смел да биде зад воланот. Ова не е само несреќа, ова е резултат на пропусти во системот што дозволува рецидивистите да останат надвор од контролата на институциите. СДСМ бараат максимална казна за 20-годишниот Васил Јованов. Велат дека владата и МВР мора итно да преземат конкретни мерки за подобрување на безбедноста на улиците, со цел да нема нови слични трагедии. СДСМ бара максимална казна за сторителот во брза и транспарентна постапка. Го поддржуваме револтот на граѓаните и нивните барања за правда и поголема безбедност. Во знак на солидарност, социјалдемократската младина на Македонија ќе се приклучи на протестот. Најстрога казна за возачот побара и од ВМРО ДПМН. Од Унијата на млади сили се приклучија на протестот и порачаа дека убиството на младата Фросина е доказ дека главната борба треба да биде насочена кон тоа да добиеме суди и обвинители кои ќе вршат својата работа и нема да дозволуваат апсени криминалци да шетаат по нашите улици.